Пред неколку дена излезе извештајот на агенцијата од мониторингот на предвремените парламентарни избори. Што покажува овој извештај? Има ли покрупни забелешки во известувањето на медиумите за време на предизборната кампања? Во извештајот е констатирано дека единствено јавниот сервис, програмските сервиси на јавниот сервис во целост го почитувале изборниот законник и известувале избалансирано, односно ги информирале гледачите за понудата на сите учесници во изборниот процес. Кај комерцијалните телевизии, најголемиот дел од комерцијалните телевизии во најголем дел ги почитувале обврските од изборниот законник, но карактеристично е тоа што најголемиот дел од комерцијалните телевизии и радија известувале балансирано во однос на големите политички коалиции Обнова за Македонија, Можеме, коалицијата, односно партијата ДУИ и коалицијата Алијанса на албанците Алтернатива, додека за помалите политички партии известувале во помал обем, а кај некои медиуми воопшто не е известувано за активностите на помалите политички партии, со што не има возможено на гледачите, односно на гласачите, да добијат целосна слика за понудата на сите учесници во изборниот процес, односно не е следен принципот дека треба да се известува подеднакво за сите учесници на изборниот процес во однос на бројот на поднесени, односно верификувани изборни листи од страна на Државната изборна комисија. Имаме два екстремни случаи кај два медиуми, тоа се телевизија Алсат и телевизија Шења, кои што и квалитативно и квантитативно не ги задоволува барањата од изборниот законник, и кај телевизија Алсат е известувано најголемиот дел критички кон партијата ДУИ, критички, а може да се каже и тенденциозно се креирани прилози со кои што се омаловажува и се на критички начин се известува за активностите на оваа партија која што е дел од владата во изминатиот тригодишен период, додека за помалите партии известувано смислам дека само за 5 политички партии од помалите субјекти, додека кај телевизија Шења најголемиот дел од времето и квантитативно е посветено на коалицијата Алијанса на албанците Алтернатива, и тоа двојно повеќе од партијата ДУИ, а помал дел за коалицијата Можеме и коалицијата Обнова за Македонија и воопшто за малите политички партии, и при тоа и во она време кое што се известувало за политичката партија ДУИ, тоа е известувано со негативен тон, односно критички известувано цело време кон таа партија. Кон овие два медиума е покрената и прекршочна постапка и во текот на денешниот ден се одржа рочиште. Очекуваме да ги добиеме пресудите во Основниот суд во Скопје.